Градоначалниците имаат мандат до крајот на оваа година технички да извршуваат функцијата и не смеат да го прекинат работењето на општините. Во спротивно ќе следуваат законски санкции против нив, објасни од Државниот инспекторат за локална самоуправа, кои денеска се огласија со соопштение во врска со новонастанатата ситуација околу работењето на општините. Мандатите на градоначалниците се регулирани во член 49 и 52 од Законот за локална самоуправа и таму јасно стои дека мандатот трае до завршување на тековната година, што значи 31.12.2017 година, па со оглед на изминатиот мандат на советниците. Градоначалниците извршуваат техничка функција, но во никој случај не смеат да прекинат со функционирањето на општината. Категорични се од инспекторатот. Оттаму исто така велат дека не смее да се поистоветува мандатот на градоначалниците со мандатот на советниците. Како што истакнуваат од инспекторатот, мандатот на советниците во општините истекол на 24 март годинава и со тоа сите одлуки што ги донеле општинските совети се прогласени за неважечки. Мандатот на советниците на општините согласно член 35 став 1 од Законот за локалната самоуправа е со мандат од 4 години и тој со оглед дека последните локални избори се одржани на 24 март 2013 година е со истечен мандат од 24 март 2017 година и сите одлуки што советите на општините ги донеле по овој датум од страна на инспекторатот се поништени и ставени надвор од сила, а никаква евентуална законска измена од собранието нема ретроактивно дејство, велат од инспекторатот. Парламентарните партии кои вчера пак беа на координација кај председателот на собранието Талат Џафери се договориле дека исклучителен приоритет за Македонија е постигнување договор за поднесување предлог закон за изменување и дополнување на изборниот законник, со кој одржувањето на локалните избори ќе биде предвидено за првата половина во октомври, а мандатот на сегашните градоначалници и советници ќе биде продолжен до изборот на новите членови на советите и градоначалниците, соопштија од кабинетот на Талат Џафери.